Градинари и овоштари од Струмичко-Радовишкиот регион ќе може да користат грантови за примена на агроеколошки мерки во висина од 300.000 динари во рамки на проектот за управување со сливот на реката Струмица, финансирано од Швајцарската агенција за развој и соработка преку UNDP. Станува збор за продолжение на проектот кој има за цел да се заштити животната средина околу сливното подрачје. Остварување на главната цел на проектот, а тоа е подобрување на статусот на водните тела и сливот на река Струмица. Се имплементираат мерки кои ќе го подобрат, земјоделското производство, а ќе ги намалат штетните влијанија врз животната средина. За таа цел се објавува вториот повик, на кој повик може да се јават земјоделски производители на овошје со акцент на одгледувачи на сливи, круша и јаболка и земјоделски производители на градинарски култури, посебно домати и пиперка, на отворено и затворено. Право на аплицирање имаат сите земјоделци од Конче, Радовиш, Василево, Струмица, Босилово и Новосело, слично како и во првиот повик. 30 на градинари и овоштари кои ќе го поминат обуките и ќе бидат најдобри во тестирањата, ќе добијат грантови. Од Центарот за развој на Югоисточниот плански регион велат дека се задоволни како земјоделците ги применуваат агроеколошките мерки од првиот повик. Од првиот циклус веќе имаме позитивни ефекти од примена на агроеколошките мерки, заедно со стручен тим на експерти. 30 грантисти добија опрема, исто така и совети, стручни совети за примена на овие мерки. Претежно од Струмичкиот микрорегион добија системи капка по капка, полиетиленски платна, заштитни мрежи за заштита на производството од климатските промени, а во Радовишкиот крај имаме производители на овошки кои што исто така добија атомизери, мулчерки и други инструменти за примена на овие мерки. Ефектите се позитивни и имаме зголемување на квалитетот на производството, а намалување на трошоците. Кај производителите исто така се намалува и количината на ѓубривото што се фрла со примена на ова опрема, со што се намалува и штетното влијание врз животната средина, што е и целта на проектот. Пријавувањето до 20 октомври, а обуките ќе траат во наредните месеци, пошто стручна комисија ќе одлучи кому ќе му бидат доделени грантовите во висина од 300.000 денари.